Точно како што препоставуваше Гром, премиерот на Хојтли, господинот Заев, уште не седнат во фотељата, го покажува своето вистинско лице. Прво нешто што кажа и побара во почетните 24 часа од премирувањето, наспроти уставата полна со демократија, беше оставка од јавниот обвинител господинот Зврлевски. Ај што ги изгуби изборите од страна на народот и хистерично ја зграбчи власта преку американски инженеринг, тој веднаш потоа посегна и по третата независна власт во државата, тоа е судството. Заев побара оставка од државниот јавен обвинител во моментот кога за него има десетина кривични пријави во основното јавно обвинителство, во висшите јавни обвинителства и во одделението за организиран криминал. Заев многу добро ги знае овие работи и не случајно бара смена на јавниот обвинител. Целта му е јасна, сите овие пријави да бидат запошотени и се разбира да бидат заборавени од страна на правосудните органи во Република Македонија. Сакам да апострофирам дека земјите во кои што обвинети за криминал политичари бараат оставки и смени на обвинители или судии, се велат мафијашки држави. Ние од Гром прашуваме дали Зоран Заев сака да се постави како новата Катица Јанева и под изговор на реформи во судството да инсталира партиски обвинителства и партиско судство, кое за него ќе обезбеди амнестија, а за политичките противници ќе му обезбеди физичко отстранување од политичката сцена. Гром сака да потсети дека прв демократски принцип во една држава е меѓусебно независна законодавна, извршна и судска власт. Заев не само што ја зграбчи извршната власт, тој веднаш сака да ја присвои и онаа другата, судската. Ние од Гром го охрабруваме јавниот обвинител Зврлевски да не подлегне на уцените и заканите, туку да ги обелодени сите кривични пријави и предмети, за да може народот во Република Македонија точно да знае кој стои на чело на владата на Република Македонија. Ако на Заев му се прогледуваше низ прсти додека беше лидер на опозицијска партија, сега како премиер неговата одговорност е уште поголема. И тој за стореното мора да одговара. Дури кога ќе покаже со личен пример дека никој не е недопирлив, тогаш народот ќе поверува дека имаме ние во Република Македонија независно судство.